Па добро, прво добре дојде на учениците и на колегите од Власотинце. Со техничката школа од Власотинце имаме долгогодишна соработка некаде од 2020 година, но на ниво на професорски посети, искуства, од оваа година воспоставивме малце повисоко ниво на соработка, односно со размена на ученици. Нашите ученици во април месец престојува кај учениците од Власотинце со наши двајца колеги, а сега тие се тука да ја возвратиме гостопримливоста, гостопримството да го возвратиме и да се запознаат со нашето училиште, како што нашите ученици во таа посета во април се запознаа со нивното училиште. Бенефитите се големи за децата, прво и за нас професорите, не само за децата, нели? Прво тие разменуваат искуства, стекнуваат нови пријателства, стекнуваат знаења за културите, традициите кои што ги има во Србија и кај нас во Македонија, храната, која што ја има кај нас, кај нив, тука сме ние блиску, имаме слични, слична храна и слични традиции, меѓутоа секогаш има некои различни работи кои што може да се видат, да се научат, а секако и поради истородноста на профилите, односно струките кои што ги имаме и во нашето и во нивното училиште, може да се разменат и тоа како добри искуства од струките и профилите кои што учениците ги изучуваат. Директоре, дали професорите го прават истото? Доколку кај нив има смер кој што значи угостителство, го имаме и во нашето училиште, дали се разменуваат и тука некои искуства, па се гледа, например, разлики во програмите кои што децата ги учат, совладувањето на знаењата? Да, секако, угостителството го нема, меѓутоа електротехничка струка и машинска струка се струките кои што не спојуваат во овој момент и учениците се од тие две струки, исто и професорите. И двајца професори кои што беа во април, таму беа од машинската и од електрострука, а сега исто професорите кои што доаѓаат од нива страна исто се од машинска и од електрострука. И тоа како се разменуваат, искуства, наставни програми, планови, апаратите, опремата кои што тие ги поседуваат, сега ќе ги погледнат на нашите ресурси кои што овде ги поседуваме во училиштето, и тоа е навистина на една добра практика и може да учиме едни од други. Благодарам.